Денеска православната црква ги празнува светиот Гаврил Велички, светиот Ахил Преспански и преподобниот Пахоми Велики. Свети Гаврил Велички, Мијалче, подоц на Гаврил Светогорец, епископ Велички, се родил на 10 март 1926 година во Штип од православни родители Методи, подоц на монах Кирил и Гора Парнаджиеви. Основно образование, а потем и гимназија завршил во родниот град. Уште како мал се одликувал со посебна кроткост и послушност. Потоа се запишал на Академијата за ликовни уметности во Белград. После дипломирањето во 1955 година, 4-5 години работел како професор по уметност и историја на уметноста во гимназијата и учителската школа Гоце Делчев во Штип. Покрај работата во училиштето, Мијалче, заедно со својот татко Методи, работел и како скулптор. Во 1963 година заминал на Светагора. За неговиот престој таму директно добил благослов од игуманијата на Света Гора Пресвета Богородица. Бил замонашен во грчкиот манастир Свети апостол Павле со монашко име Гаврил. Сето време, додека престојувал на Светагора, избегнувал контакти со луѓе. Меѓутоа, неговиот престој таму не траел долго, морал да се врати во својата родна земја. Никогаш не му давал одмор на своето тело, речиси никогаш не спиел, а и кога спиел, секогаш лежел на земја или на тврда рогозина. Иако многу строго постел и бил многу слаб, поседувал голема виталност и енергија. Редовно ги служил сите богослужби во манастирот и непрестајно се трудел во подвигот на умносрдечната молитва. Тишината и самотијата биле негови постојани сотрудници, затоа и често ги користел двете ближни пештери. Од Бог добил дар на прозорливост и чудотворство. Во 1981 година, на 28 август, на празникот на Успение на Пресвета Богородица, од Синодот на Македонската православна црква бил унапреден во архимандрит, а по точно една година бил хиротонисан за епископ со титула Велички. Иако од секогаш копнеел и прибегнувал кон тихување, сепак од послушание прифатил да биде хиротонисан за епископ. Си ја предвидел својата смрт и самиот си отслужил 40 за упокоени литургии. На 12 јануари 1990 година, со Евангелието кое постојано го читал и со крстот на гради, а во раката бројаница, мирно му ја предал својата душа на Бог. Бил погребан за олтарниот дел на манастирот покрај својот телесен татко и духовен син, отец Кирил. Светиот Ахил Преспански. Овој голем ерарх и чудотворец бил роден во Кападокија. Учествувал на 4-тиот Вселенски собор, на кој ги посрамил еретиците, како со својата ученост, така и со светоста, предизвикал големо восхитување. Земајки еден камен, Ахил им довикнал на ариевците: ако е Христос создание Божјо, како што вие велите, кажете, од овој камен нека потече елеј. Еретиците молчеле и се чуделе на таквиот повик на Свети Ахил. Тогаш светителот пак рекол: а ако е синот Божи рамен на Отецот, како што ние веруваме, нека потече елеј од овој камен. И елејот на вистина потекол на восхитување на сите. Свети Ахил се упокоил мирно во Лариса во 330 година. Самуил, царот македонски, кога ја освоил Тесалија, ги пренел моштите на Свети Ахил во Преспа, на островот во езерото, кој се нарече и денес се вика Ахил или Аил.
Преподобниот Пахоми велики, родум е египтјанец и во младоста незнабожец. Како војник учествувал во војната на Константин против Максенци, потоа, дознавајќи од христијаните за единиот Бог и видувајќи го нивниот благочестив живот, Пахоми се крстил и отишол во Таваитската пустина кај познатиот подвижник Паламон, кај кого 10 години се учел на подвижнички живот. Тогаш му се јавил ангел во облека на схимник на местото наречено Тавенисиот и му дал штичка на која бил напишан устав за отшелнички манастир. Наредувајќи му таков манастир да устрои на тоа место, проречувајќи му дека во тој манастир ќе се стекнат многу иноци заради спасението на душите. Послушувајќи го ангелот Божји, Пахоми почнал да прави многу келии, иако на тоа место немало никој освен него и неговиот брат Јован. Кога братот го укорил затоа што прави непотребни згради, Пахоми просто му рекол дека тој и последува на заповедта Божја без оглед кога и кој ќе дојде тука да живее. Но наскоро се слејале на тоа место многу луѓе, покренати од Духот Божји и почнале да се подвизуваат поред Пахомиевиот устав добиен од ангелот. И кога бројот на иноци се зголемил, Пахоми постепено основал уште 6 манастири. Бројот на неговите ученици изнесувал до 7.000. Светиот Антони се смета за основател на отшелничкиот живот, а светиот Пахоми на манастирското општожитие. Смирението, трудолюбието и воздржанието на овој свет отец било и останало редок пример за поддржување на огромниот број монаси. Безбројни чуда направил свети Пахоми, но и безбројни искушенија претрпел од демоните и од луѓето. И им послужил на луѓето како татко или брат роден. И мнозина потикнал да појдат по патот на спасението. И многумина ги упатил на патот на вистината. Бил и останал големо светило на црквата и голем сведок на вистината и правдата Христова. Се упокоил мирно во 348 година, во 74 година од својот земен живот. Мнозина од неговите ученици црквата ги вброила во редот на светителите, како што се Теодор, Јов, Пафнути, Пекузи, Атинодор, Епоних, Сур, Псој, Диониси, Псентаси и други. Te